особено затоа што неодговорено останува прашањето што правеле нивните родители и зошто не пријавиле во полиција дека децата им се исчезнати. МВР поднесе пријава против родителите, а обвинителството треба да одлучи дали ќе започне истрага против нив. Родителите на злоставуваните малолетнички од Чуто Оризари 4 месеци не знаеле каде им се децата. Меѓутоа, не пријавиле во полиција ниту пак кажале некому. До овие сознанија дошле истражителите кога девојчињата раскажале дека биле принудувани да имаат сексуални односи со повеќе клиенти. Некогаш биле носени и надвор од Скопје, но секогаш во тие 4 месеци биле враќани и затворани во куќата на Вујкото на Макроата. МВР поднеле пријава против родителите, но јавното обвинителство се уште одлучува дали да започне истрага против нив. Оваа бавна реакција на институциите според невладината Мегеши покажува немок на државата се справи со последиците. Доколку родителите завршат во затвор, останатите членови на семејството паѓаат на товар на државата, па најчесто вината на родителите поминува неказнета. Ова е системски проблем, значи од еден проблем се навлага во друг проблем. Ако родителите покрај тие деца имале плюс други деца, прашањето се наметнува како ќе се грижат за тие деца. Можеби би требало покрај тоа што ќе им се зголеми свесноста, може и да се казнат и така натаму, да се работи доколку го имаат, тоа си го работи Центарот за социјална работа, заедно со Министерството за внатрешни работи, дали може да се работи на јакнење на нивниот родителски капацитет кој што го имаат тие, за поднатака повторно не се случи. Значи потребна е една целоисходна истражна постапка во која што ќе се оцени и состојбата на родителите. За жал Зенговска вели дека ова не е прв случај кога службите ќе затаат, а родителите заради лошата економска состојба, алкохолизам или развод дозволуваат нивните деца да завршат во виорот на проституцијата, питачењето и трговијата со луѓе. Родителите дали поради нивното незнаење, дали поради нивната стравот кој што го имале, дали поради ниското ниво на образование, немале доволно на едукација зголемена се што се може да се случи со нивните деца, во некој случај го притаиле тоа што предпоставувале можеби или скриле, можеби не предпоставувале, меѓутоа скриле кај се нивните деца и тоа ги прави еден вид на соучесници во целиот овој процес. Цела среќа е што децата се пронајдени пред да станат предмет на трговија надвор од земјата, вели Зенговска, бидејќи злоставувањето и запоставувањето на децата често се случува во семејството. Бројката на малолетници кои се заробени во синџирот на проституција во Македонија е непозната, бидејќи најчесто овие случаи се премолчуваат и од самите жртви, но и од семејствата. На меѓународниот ден на белиот стап слепите лица и порача на владата да не